Почитувани, на лагите на СДСМ и Златко Марин им нема крај. Додека да дојде на власт, ветуваше запирање на градежната експанзија и повеќе зелени површини, а сега, откако е градоначалник, забрзано издава градежни дозволи. Пред околу 20 дена предупредивме дека општина Аеродром е спремна да издаде одобрение за изградба на нова висококатница на локацијата кај Мајчин дом. Па Златко Марин го искористи пред референдумскиот период и на инвеститорот му издаде одобрение за градење на стамбено-деловен комплекс на површина од околу 14.000 метри квадратни, поточно 10-катница со повеќе од 240 нови станови. Златко Марин одобрението за градење го издал на 19 септември. Иако ветуваше дека ќе спречи изградбата на оваа висококатница, дека ќе го зачува зеленилото токму на овој простор, како по навика повторно излаже. Ќе го запреме градежниот хаос, ќе направиме ревизија на дуповите. Беа предизборни ветувања, кои за жал никогаш нема да чекаме да се реализираат. Залудни беа и барањата и потребите на граѓаните. Сепак, зеленилото кај Мајчин дом ќе биде минато. Како најнеспособен градоначалник на Аеродром, како човек за кого зборот не е збор, успеа да стане рекордер во град Скопје и тоа по број на издадени одобренија за градење. Именно, за помалку од една година, колку што е на власт, успеа да издаде одобрение за градење на повеќе од 1100 нови станови во Аеродром. Ова е далеко од животот кој беше ветуван. Ова представува најгруба манипулација со граѓаните кои го дадаа својот глас за Марин, очекувајќи дека бар ќе се потруди да ги реализира ветувањата. Благодарам. Нема га. Една е страна. Не, 30. Една екипа или истата сте? Уште една. Сите. Да. Може уште и за вас истата молба да не фаќате нас? Не е проблем. Кафенце вие? Не. Сакате? Не. Сигурно? Да. Може, да. Локација нешто да се гради. Окей. Поголема не можеш, а?